5 основни училишта. Досегашниот градоначалник на Кочани Љупчо Папазов, кој по трагедијата во дискотеката Пулс си поднесе неотповиклива оставка, не успеа за приближно 7 месеци да го заврши 4-годишниот мандат што го доби од граѓаните на локалните избори во 2021 година. Според членот 54 од Законот за локална самоуправа, по престанокот на мандатот на градоначалникот, членот на Советот на општина Кочани што го заменува, во овој случај координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Мирче Стојков, е должен за настанатата ситуација да го извести Министерството за локална самоуправа, кое пак понатаму во рок од 15 дена ја известува владата. Во општина Кочани веќе тече законската постапка со која ќе треба да се избере вршител на должноста градоначалник, кој ќе раководи со нејзиното функционирање. Оставката е депонирана у општина Кочани архива на градоначалникот Љупчо Папазов. После известено е надлежното министерство, тоа е Министерството на локална самоуправа. Министерството на локална самоуправа од информација од службите доставено е до влада. Не е потврдена информацијата, ама вторник на седница на влада ќе се разгледува допис од Министерството за локална самоуправа и после тоа очекуваме председателот на Совет да го контактираме, Лазо Митев, и да свика седницата и конечно Советот да потврди кој ќе биде ВД градоначалник до изборите. Мојата функција си е старата функција, советник во општина Кочани, немам депонирано подпис од Централен регистар и мислам дека мојот подпис е дискутабилен. Некој вела дека има право, некој вела дека немам право. Кога е правен лавиринт, што до сега во Република Македонија никој не го имал и има различни мислења од различни правни експерти. Според законските одредби, во рок од 30 дена од објавувањето на одлуката на владата, Советот на општина Кочани со мнозинство гласови од вкупниот број треба да избере еден од своите членови што ќе ја врши должноста. Избраниот вршител на должноста градоначалник ќе остане на функцијата се до изборот на нов на редовните локални избори, што треба да се одржат во октомври годинава. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.